Мирисот на изгорена пластика и пеплосаниот магацин сведочат за големиот пожар кој што вчера ја зафати фабриката Треска во центарот на Скопје. Екипи на противпожарната бригада на градот и денес интервенираа за да го изгаснат малиот пожар кој за утрината избувнал во кругот на фабриката. Овој пат горел друг дел, а противпожарната бригада интервенирала со 2 возила. Градските власти вчера изразија сомнение дека пожарот е подметнат. Се сомневаат и околните жители дека на овој начин се создава простор за на местото на некогашниот индустријски гигант да се појават нови бетонски зданија. Пожарот во Треска уште повеќе им го искомплицира животот на поранешните вработени во фабриката. Со години чекаат да им се исплатат 24 заостанати плати и неисплатени придонеси за повеќе од една година. Значи стечајниот ја продаде Треска за ич пари, мада вика дека го принудиле да ја продаде, кој го принудил не знаеме. Година и пол уште не е исплатен стажот и 24 плати. А ова не е прв пат Треска да гори. Не е значи ова е невидено што се случува во целава наша држава. Работниците додаваат дека нема да дозволат инвеститори да градат додека не им се решат проблемите и дека не се откажуваат од правдата. Тој што ќе дојде да инвестира треба да не гази. Ќе легнеме таму на влезот на објектот и нека не гази. И така не изгази. И не мора да постоиме ако ним требаме. Таман ќе примета дека се реагира и одма нешто се дешава. Ова не е случајно запалено. Целта е објекти да се изградат тука, ние не пасеме нафта. Оштетените работници се сомневаат и во собствените адвокати. Велат дека со месеци не одговараат на нивните повици и оти целосно ги игнорираат. Значи ние пред 2 години ангажиравме и адвокати. И ги плативме со тешки маки собрани од парите на работниците. Само еднаш ни се имаат јавено, што имале поднесено некој приговор до судот и од тогаш ни живи, ни не знам како да се изразам, ги нема. Зад камерата на Алфа се пожалија дека дел од поранешните работници сега не можат да си го остварат ни правото на пензија, додека оние кои морале да се спогодат, сега земаат минимални пензиски примања. За време на мандатот на поранешниот градоначелник на Центар, Саша Богдановиќ, беше распишан конкурс за идејно решение за уредување на просторот, на кој, според постојниот детален урбанистички план, се планира да се градат згради, но битката за ова атрактивно парче земја се уште е без епилог.